Еве сме назад во вториот дел од емисијата Утрински зрак. Во нашето студио денешен гостин е Виктор Мазнев, активист од Сдруженијето за заштита за животните, заедно со неговиот миленик кученцето Мими. Добро утро. Добро утро. Добро ни дојдовте. Благодарам на поканата. Се надевам дека се чувствувате пријатно во нашето... Да. Најпријатно се чувствувам Мими во моментов. Да, можеме да забележиме. Виктор, ти во нашето студио си заедно со твојот миленик Мими. Каде и како го пронајде ова кученце и од кога започна вашето секојдневно дружење? По веќе 7 години можам да кажам дека сео животот ми е Мими. Затоа што кучето е некој што те разбира и те поддржува во било што да правиш. И секој пристигање дома првен ти се радува кучето на вратата и не ти се ути за твоите грешки. Пред 7 години Мими беше водена од група на ромчиња на пазар, као ја продаваат. И чисто на ваканција добив понуда, не сакаш да ја продаеме. Ама не ја сватив ја на тој начин, поради тоа што на мои 11 години тука имаше борба дека тоа куче треба да биде мое и готово. И едноставно Мими за 300 денара ми стана, не знам, миленик. Првите неколку години живееше првите неколку месеци живееше од дворот, као куче се чува од двор, нели? Така постарите го знаат тоа. Но после неколку месеца спие од после 3 месеца спие под јорган, па ја 7 години, до 12 сати дека не испадне сонце, тоа не е под јорганот. Постојано со те. Да, постојано со мене, буквално постојано. Ти си активист во Сдруженијето за заштита на животни во Велес. Па мене и гледачите не интересирајте од кога постои ова здружение. Сдруженијето веќе 4 години е активно во Велес. Пред 4 години го имаат формирана група на ќе кажам, млади луѓе, на студенти кои се собрале неколку души што се решиле да им помогнат на животните во Велес. Јас се приклучив подоцна една година. Видов дека на Facebook, видов што е страната на Facebook нивна и видов дека има луѓе кои што го прават тоа што го правам јас, па зашто би го правил сам кога сме повеќе можеме да направиме многу нешто и на многу подобар начин. Па тоа ќе речи да се приклучам пред 3 години. Како дојдовте до идејата да започнете со активностите кои секојдневно ги реализирате за да им помогнете на овие животни? Па не можеш да имаш некоја мотивираност, тука сепак превладува љубовта и сочувството со животните. Самата љубов и сочувство ме тера да им помогнам на оние кои се послаби од мене. Едино тоа е она што ме тера да го правам тоа што го правам секој ден. Значи најмногу љубов. Љубовта, да. Љубовта и сочувството дека секој живо битие на планетава чувствува исто како и човекот, дека има чувства, има емоции исто како и човекот. Колку волонтери, односно членови, број ова ваше здружение? Моментално сме пет активиста кои активно работат во здруженијето. Имаме и неколку волонтери, десетина волонтери, деца кои ни се приклучуваат на акции, секогаш кога се слободни се тука да ни помогнат. Што Тие се ученици, најчесто деца. работите вие волонтерите? Која е вашата работа во ова здружение? Најчесто ние одговараме на повици на граѓаните за повредени кучиња или мачиња на улиците, кои имаат потреба од помош. Обично тоа се кучиња напуштени од своите собственици, или пак тоа е повик од некој граѓанин, слушај, имам куче, не можам повеќе да го чувам, земи го или ќе направам тоа и тоа, као ти се заканува дека кога него земеш кучето му следува тоа и тоа. И вие помагате за Па ние навек правиме се што можеме да го намалиме бројот на бездомни кучиња во Велес, да помогнеме на што поголем број на кучиња, се трудиме да изградиме прифатилиште за бездомни кучиња во Велес. Ние од редакцијата на КН телевизија успеавме да дознаеме дека имате голем број на животни кои вие се грижите за нив. Колку вкупно ете животни имате за кои се грижите моментално и како вие успевате во тоа? Моментално се грижиме вкупно за 100 животни, кои 100 животни се вкупно кучиња и мачиња, 90 се во секојдневна наша грижа, другите ни се во пансион, на ветеринар, во ветеринарната клиника во Скопје. Секој ден на грижа имаме за 90 кучиња, за неколку мачиња имаме околу 10 мачиња. Каде се наоѓа објектот каде што вие се грижите за овие животни? Моментално се обидуваме, имаме плат под кирија кој се обидуваме да ги исполниме законските услови за да имаме регистриран азил во кој што ќе можеме да изгрижуваме бездомни кучиња и мачиња од Велес. Во истиот тој азил имаме сега таму имаме 90 кучиња и се трудиме да биде се според законот. Но нели поради тоа што сме, ќе кажам, сите студенти, деца, го правиме тоа од љубов, без никаква поддршка од
Тој објект се наоѓа во близина на Велес или? Да, во близина на Велес, да. Освен членовите и волонтерите кои што ги содржи ова здружение, дали ви помага и некое стручно лице, односно ветеринар? Имаме свој ветеринар во Скопје, тоа е доктор Марин. Можам да искористам оваа прилика да му се заблагодарам за сите спасени животни до сега. Тој ни е еден ветеринар кој во ноќните часови отворил за нас. Секогаш кога имам во вредно животно, одиме за Скопје. Никогаш не одбил за ништо. Знае да не почекај со месеци да ги платиме фактурите поради тоа што работиме принцип на донации. Никогаш не одбил за ништо, ни секое животно му дава шанса, никогаш не се откажа од ниедно животно. И заедно со него имаме спасено па само кај него повеќе од 500 битни случаи што тој ги решил. Ке те спомена нешто околу донациите. Дали вие имате некои донации кои што ги добивате од државава или од странство? Па не, од држава имаме донации од приватни лица, од лица кои ги сакаат животните и сакаат да помогнат во она што го работиме. Поголемите донации се тоа што го работиме и целата поддршка ја добиваме од Англија. Тоа не е здружение, тоа се неколку приватни лица кои се решиле да ни помагаат да ја покриваме киријата, трошоците околу азилот, трошоците на ветеринар. Значи сепак се уште постојат такви хумани луѓе. Да. Еве, до сега колку животни се вдомени и каде најчесто ги побарувате? Кои луѓе најчесто ги бараат и какви видови на животни бараат, односно какви раси? Па обично многу ретко имаме расни кучиња, но имаме и расни кучиња оние кои што биле, нечии миленик, се до моментот додека не му досадиле на некој, па завршиле на улица иако се купени. Обично кога не нудиме расни кучиња, нудиме мешанци, повеќето се мешанци собрани од улица. Имаме вдомено над 1000 животни, може околу бројката се движи околу 2000, кои повеќе од 50 на животни имаме вдомено во странство. Дел во Англија, Франција, Америка, Италија. Може да ни споменеш некоја сторија која што посебно тебе ти е драга за некое животно кое сте го вдобиле еве во странство? Немам некоја посебно. Сите се најдени на улица, повредени, напуштени. Обично во странство животните се попреченост, оние со инвалидитет, во инвалидска количка или па слепи. Некои што тука обично кај нас не е толку голема, не е толку развиена свеста за некој да чува куче во количка и сепак обврска и трошок со нашата просечна плата не секој може да издржи куче со такви потреби. Дали соработувате со други здруженија од Македонија и во странство? Па да, соработуваме со работка сме со сите здруженија во Македонија, сите градови. Имаме коалиција на сите здруженија, се вика заедно за животните, заедно за граѓаните. И обично делуваме заедно за менување на закони, за благосостојство на животните, за реагираме кога имаме некое малтретирање на животни, за масовно труење, реагираме заедно сите здруженија. Технологијата доминира во нашиот секојдневен живот и постојано сме активни на социјалните мрежи. Можевме да видиме и вашата страна на социјалната мрежа Facebook. Колку влијаат социјалните мрежи и дали објавите на нив ви помага за да ги вдомите овие животни? Па да, можам да речем дека Facebook тој што направи се. Facebook е оној што почнав од самиот почеток, па до ден денес успевам со Facebook. Знаеме дека денеска најпопуларна мрежа ни е Facebookот, најпопуларна социјална мрежа. Па сите домови за животните и донации ги наоѓаме преку Facebook. Тоа согласи кои што ние ги правиме, огласи за кучиња. Исто на Facebook функционираме нашата Facebook страна, имаме македонска Facebook страна и англиска Facebook страна. Значи Фејсбукот е тој што најчесто луѓето не наоѓаат преку Facebook. Ви пишуваат. Да, но не често можеме да дојдеме во контакт со луѓе, патувајќи со воз, почнеш муавет, им кажуваш дека си во здружение, вака, и доаѓаш така во контакт со луѓето, многу од животните имаме вдомено така, се возам со такси, и општо правам на телефон за некоја куче. И таксистот ќе ме праши имаш кучиња за давање, да, имам, така тече муаветот. И така сум вдомил многу кучиња. Овој вид на активност со кој се занимавате вие бара доста големо внимание и предпазливост. Со какви ризици секојдневно се среќавате ти и другите активисти од вашето здружение? Во ризици можам да ги земам оние што ми оставаат кучињата и мачките пред врата. Многу имам превеќе тој безобразен степен со стасени граѓаните, што знаат дека да ми остават кутија со мачиња или кучиња пред самиот влез дома, или пак во моето мало пред само месец дена најдов неподвижно куче, оставено на 100 метри од мојата куќа, коски и кожа се беше коски и кожа, веќе имаат нучено кај живеам и
ги пуштаат едноставно куќињата во мало. Сепак Тоа е, да, тоа или пак заканите што не се уваат, земете ги куќката ми со куќи, земете ги куќенцата, или пак ги фрлам као. Ние не сме одговорни за тие куќиња, поради тоа што самиот сопственик си одговорен за својот миленик. Не сме одговорни за нивното потомство. Правиме се што можеме за да го намалиме бројот на улични куќиња во Велес, иако ние не сме тие што би требало да го прават тоа. Ете, ги спомена и напуштените животни. Многу често слушаме дека низ Велешките улици има многу голем број на напуштени животни. Што превземате вие околу тоа? Дали вие сте тие кои што треба да ги згрижи или па можеби соработувате со некоја друга институција која што вас ви помага? За уличните куќиња во Велес имаат соработка општина Велес заедно со ветеринарната станица во Велес. Ветеринарната станица во Велес го има земено тендерот за заловување, кастрација и вакцинација на уличните и бездомните куќиња од Велес. И подоцна тие истите се враќаат пак на улица. Ние гледаме куќето кое што ги собереме од улица, подоцна да не се врати на улица. Истото куќе му бараме дом и така од ден на ден собирајќи едно, две куќиња, три куќиња, го намалување бројот на улични куќиња во Велес. Но решението не е тоа, не е решението што го нуди општина Велес. Решението е едукација на граѓаните и самите граѓани да сватат дека куќињата кои им сметаат на улица се куќиња кои се бројка на куќиња, популација на куќиња кои самите тие го предизвикале на самите улици. Ако ако граѓанинот нема пуштено куќе што се жали дека тоа куќе му смета, има пуштено неговиот комшија или неговиот роднина. Кога ќе знаат дека постои напуштање на миленик и тоа напуштање на миленик го пријават, затоа што според законот кривично се одговара за напуштање на миленик. Обично се случува кутија со мали куќенца да ги остават на улица. Дел од тие ќе преживеат, дел нема да преживеат, но тие што ќе преживеат ќе придонесат за да се зголеми популацијата во општина Велес. Затоа апелираме до граѓаните најмасивно да се ги стерилизираат милениците, да не оставаат куќиња на улица. Може да не побараат нас и да им помогнеме да си го вдомат миленикот, но не можеме да им го земеме моментално. Мене ми смета, ќе ми сеат, мене ми смета куќето, дојди земи го. Немаме ограничен ни простор на згрижување на куќиња, поради тоа што имаме згрижени во нашите домови. Не ни се сите влази имаме 90, во нашите домови имаме, не се највеќе ни бројката, во двор не знам неколку мачки има веќе. Кај тебе во домот колку животни имаш? Па за сега немам многу, за сега имам 10 куќиња. Значи секој од активистите помагате и ги чувате во своите домови. Да, обично дома ги земаме оние повредените кои што им треба нега. Имаме куќиња, ќе кажам инвалидни, кои им треба пелени, им требаат нега, им треба редовно бајање, им треба редовна терапија. Повеќето од животните се куќиња со посебни потреби и куќиња кои на улица правеле некои проблеми или па ќе кажеме развиле некоја агресија. Таа агресија развиле во нивниот живот кога тие што не биле третирани како што треба во самиот живот, па затоа тие развиле агресијата им како одбранен механизам. Ќе земам за пример Мими од мала до денеска нема видено никаква агресија од мене кон неа. И затоа таа не знае за агресија. Таа не можам да правам што сакам, таа не знае за агресија, знае дека не мислам ништо лошо. А има куќиња улични кои се пуцани, тепани, бркани, се плашат и затоа агресијата уствари нивен одбранен механизам. На улица не постои агресивно куќе. Агресијата се јавува кога поминувам на улица и обично по мене знае да дојде некој куќе што го рана ме следи до дома, знае да ми испрати. И обично значи куќето нормално мине, го делиме светот со живи битија. Мине на улица. Постојат граѓани као ќе го пуцне или ќе го удри, као чиву и тоа е нормално исто кога нас некој да не опцу или да не повреди, ние ќе се свртиме, се скараме со тој човек. Исто куќето кога некој ќе го удри знае да се одбрани. Тоа не е агресија, да, агресија никогаш од чиста мира не може да те нападне куќе. Тоа куќе било претходно малтретирано. За ако не е малтретирано од тебе, било малтретирано од твој сограѓанин, за тоа да стегне таа агресија. Агресијата на куќињата не добиваат од самото раѓање. Никој куќе не добива агресијата од самото раѓање. Значи за да се намали бројот на напуштени животни, сепак апелираме до едукација на граѓаните. Самите граѓани можат да придонесат да го намалиме бројот заедно можеме да го намалиме бројот на бездомни куќиња. Ние колку да се трудиме, овие околу 2000 куќиња што ги имаме во домено не е ни едно домашно куќе, тоа се сите куќиња прибрани од улица, од улични куќки кои само лани за нова година јас се пречекав со 10 напуштени цицалчиња, значи фрлени од самото раѓање, хранети на цуцула за да преживеат 10 такви цицалчиња, имав 4-5 мајки со по 6-7 куќенца кои сите беа прибрани зимата во мојот дом за да ја преживеат зимата на температурите минус 10 степени надвор сигурно нема да преживеат. Да. На сите им одредивме позитивна судбина да имаат свој дом, а мајките се стерилизирани и се во наша грижа, се уште не се вратени. Дел од нив се вдомени, дел од нив им бараме дом, но колку и ние се трудиме доколку граѓаните не ни помогнат тоа што би ги стерилизирале своите миленици, нема да напуштаат миленици. Така едино би го намалиле бројот на улични куќиња, би имале, ајде ќе речам, безбедна средина и град без улични куќиња.
Дали сметате дека во иднина ќе се зголеми бројот на волонтерите во вашето здружение за да ви помагаат еве? Па да, од ден на ден свеста се зголемува во Велес, добиваме поголема поддршка, добиваме повеќе волонтери, се јавуваат повеќе луѓе кои можат да помогнат. Мислам дека од ден на ден се повеќе успеваме во она што ние го имаме замислено, ние како група луѓе на неколку активисти што ги имаме замислено да го оствариме во град Велес, од ден на ден се остварува. Можам да кажам дека најстите се они што порано сме ги гледале на ниво планет, што порано сме ги гледали, ние сакаме ова да го оствариме, од ден на ден се остварува. И го имаме она што некогаш нас не било замислено. Некогаш ни било сон, полеко го реализираме благодарение на луѓето од странство кои не поддржаа и не се секогаш се тука за нас. Точно. Се наоѓаме во оној период од годината кога е навистина студено. Дали во зимниот период има некој посебен начин за згрижување на животните, бидејќи како што спомена надвор е навистина ладно и ето температурата достигнува и до минус 10 степени. Дали вие некако имате некој посебен третман или? Па преку целата година ние имаме, значи активистите на градот ги имаме насекаде. Од целата година ние имаме неколку активисти, ќе кажам пунктови, кај што куќињата добиваат храна во градот. Да. За жал не можеме да изгрижиме сите куќиња. Имаме куќиња на пример јас згрижувам само во ќе го соберам од улица во зимниот период да преживее зимата, да биде за сонето, да добива редовно храна, да добива топлина, а направо за жал ќе морам поради бројот на куќиња повторно да го вратам на улица. Тоа си има неколку пати сега десено онако ќе го земеш као во глава да се договараш со самиот себе, дека ќе го земеш само привремено, додека помине зимата или додека куќето е повредено, дека после тоа куќе е научено дека на улица се снаоѓа на улица дека можеш да го вратиш. Не можеш, значи го зимаш куќето, го враќаш на улица, те гледа, почне да игра околу тебе, почне да трча на макината и не можеш да го вратиш на улица, немаш едноставно не ти дозволува дека тоа куќе е веќе соживеано со тебе, не можеш повторно да го оставиш ке речем на цедула на улица да се снаоѓа само со себе. Куќиња што биле кај мене и подоцна сами се решили дека сакаат да се вратат на улица, никој сум ги земал, ќе се врати куќето на улица од кај мене, ќе избега, ќе се врати на улица. Ќе го земам неколку пати, ќе го донесам таму кај што било, но тоа куќе има решено дека има зацртано дека се сака да живее на улица. Не можам тука ништо, едино што можеме да му најдам дом и после едноставно му скратам скитањето на улица и да отиде во дом. Тука веќе нема избор, тука ќе мора да живее со семејство. Едноставно не секоја куќа може, сепак и кај нив доаѓаат старите години кај што им треба нега, им треба храна, им треба ветеринар. Сега ќе спомнувам куќето Мечо. Куќето Мечо има живее на улица 15 години. 16-та година ја започна во Англија. Пред неколку дена стаса во Англија кај жена која ги згрижува стари куќиња. Тој стаса пред неколку дена, таму ќе добие ветеринарна нега, ќе ги добри условите што му требаат за да ги доживее длабока старост, да ги доживее пензионерските денови. Сепак луѓето од странство ви помагаат. Да. Сметате ли дека граѓаните во денешно време се повеќе се грижат за своите милиници и кое е твоето мислење во врска со ова? Мислам дека од ден на ден во Велес граѓаните се повеќе се едуцирани, постојат многу домашни миленици. Порано стерилизацијата, мислам ја ќе кажам за мене беше табу тема, не знам што е стерилизација. Дека ќе споменам Анима Мунди од Скопје, не почна кампања за стерилизација. Ја на Facebook видов стерилизација, тука се едуцирав и видов што е уствари стерилизација. Како уствари стерилизацијата нас ни помага да го намалиме бројот на бездомни животни. Кога имаме толкова популација на бездомни животни, не гледам причина да го пуштиш твојот миленик да природен патет миленикот да има кученца мали, но кога тие кученца има кученца, тие кученца ќе имаат кученца, па тука бројката ќе стане се поголема. Нема потреба да ги размножуваме животните кога имаме толку бездомни животни. Разликата кај кучињата е само надворешниот изглед. Карактеристики има различни куќињата, но секој куќе, како кажам, секоја куќе си е куќе. Нема разлика дали е расно или нерасно, тоа куќе си е куќе. Секоја куќе заслужува дом и секоја куќе заслужува љубов. Секој куќе си е различен карактер и со секој куќе треба да работиме различно. Но најчесто тие побаруваат расни куќиња. Да, расни куќиња, но ја тука не можам да ги сватам граѓаните, не можам да сватам потребата од расно куќе. Расно куќе ја гледам потребата како ќе испадна на кафе и види имам расно куќе како. Не испаднам со џукјао, кога ќе ме прашаат мене што е твоето куќе, моето куќе е џукјао, мислам мешанче, што мене не ми представува никаква разлика дали тоа ќе биде расно или нерасно куќе. Куќе си е куќе, душа си е душа. Точно. Да. Многу луѓе постакуваат во нивниот дом да имаат миленик. Каде тие можат да ве најдат и како да ве контактираат? Еве споменавме веќе и неколку пати. Да, ајде пред да кажем како да не контактираат, да и кажеме кои се условите за тие да добијат миленик одма. Тука има некои услови. При тоа што тоа куќе ние сме го собрале до улица, тоа куќе доживеало некои трауми, сме обиделе да го ќе кажам оправиме. Сега да го давам на него што уствари ќе му биде играчка.
Или повеќето граѓаните ги земаат као ми треба за моето дете, детето ќе си поигра, куќето ќе порасне, куќето останува или врзано во двор на ланец со една корка леб, или останува напуштено на улица. Или по една година ќе ми се јават слушај, не можам да го земам, да го чувам куќето, дојди земи го. Куќето во домот од нас прво треба да имаат услови за да чуваат куќе, значи треба тука и услови и финансии. Од таа куќе бара храна, бара ветеринар. Сепак ќе кажам дека куќето да чуваш куќе до некој степен е луксус, поради тоа што стварно требаат пари за ветеринар, требаат пари за храна, пари за ампула, пари за вакцина. Тука сум да помогнам секогаш. Не секогаш во животот знаеме, не можеме да предвидиме дека секогаш во животот имаме доволно финансии за куќе, но тука сум да помогнам за ветеринар, за храна. Секој што има куќе и го чува како што треба и нема доволно, бидејќи сите знаем како е да се нема кога ти треба. Тука сум да помогнам. Би го поделил она што го имам за нивното куќе да не чувствува дека потреби. Значи за да вдомат куќе од нас се потполнува формулар со податоци за вдомување, со тој формулар они се поврзуваат дека куќето би го чувале онолку години колку што дека треба. Значи едно куќе во просек живее од 15, еве да речем 10-15 години. Тие 10-15 години треба да се врзат тоа куќе да се грижат за него. Формуларот тие го потпишуваат формуларот за вдомување, има формулар за вдомување со нивни лични податоци. Со тој формулар тие се врзуваат години колку што куќето ќе живее да бидат одговорен собственик, а воспротивно да го напуштат куќето, тие со тој формулар одговараат пред законот. Поради тоа што пред законот се одговара за напуштање на миленик. Со формуларот ние можеме има десено да сега да поднесеме пријави за напуштање на миленик. Поради тоа што ја ви рекол дека не сакаш куќе, немаш зашто да го земеш да биде твоја играчка или па немаш потреба да го земеш, едноставно прескокни го тоа период во животот. Знаете како е, ние младите како сакам куќе, ќе тоа е период во животот куќе кога што ќе чуваш и после ќе доаѓаат обврски, доаѓа фамилија, доаѓа семејство, доаѓа деца. Се зголемуваат обврските и тука миленикот се напушта. Треба да размислиме на самиот почеток кога ќе го земеме миленикот дека не можеме или па самото селење од државата, не можеме да го напуштиме миленикот. Едноставно тоа обврска не можам да кажам за целиот живот, поради тоа што го имам само 15 години во животот. Именно тоа ми е премногу мака што куќето ќе живее само на 15 години во животот, не можам да го продолжим животот. Но тоа е обврска на 15 години што ние треба да сватиме сериозно. Не можеме да го напуштиме, не можеме да го фрлиме кога ќе му биде потребна нега или ветеринар. Треба да добива доволно храна од нас. Тоа е тоа што треба да го знаат. Може да најдат на Facebook, имаме официјална страна Гласот на животните или Animal Voice, Facebook страна и можам да им го споделам мојот број, што доколку ви сакаат да вдомат куќе може да им се јават слободно. Ги имаме мали, големи, секакви, бели, шарени. Можам да го кажам бројот? Да, Можеме да побараат на 077 815 078. Може да им се јават и да вдомат куќе или маче. Ако немаме ние, ќе најдеме граѓани што имаат и би вдомиле, би им помог. Може да ни се обратат за помош за нивните домашни миленици, да ги патиме за ветеринар. Што е стерилизација, каде да го стерилизираат својот миленик, каде може да набават. Можам да спомнам тука и да им се заблагодарам на гиовски тим од Велес, кои се единствени од Велес. Единствено можам да кажам, не се фирма, ниједна фирма од Велес за сега не ни помогнала. Тоа е пансион за куќиња, како и дресура за куќиња, кои нудат дресура за куќиња. Тие се единствени што му помагаат во превоз, во сместување на куќиња, кога ми е најтесно и немам што да правам со ова куќиње на улици, останувам на улица, немам каде да го носам. Тие се тие што никогаш не го одбиле мојот повик, дали за превоз, дали за згрижување. Порано, знаете, проблем беше ке идеме на одмор и нема каде да го ставиме миленикот. Сега има пансион за куќиња гиовски тим, може да ги побараат на Facebook, може да го остават куќето таму. Има пансион каде што куќето нема да чувствува осаменост, има повеќе куќиња каде што може да добива љубов и нега. Исто така може да добијат и дресирана куќиња. Еве, Виктор, да ни кажеш некоја посебна сторија која што ти ќе ја издвоиш, дали ќе биде тоа посвојување на куќето во странство или па можеби тука? Посебна сторија има повеќе, можам тука да го споменам кученцето Мони. Кученцето Мони го најдовме, бевме под дојава на граѓанин, една жена го нашла во превалец, фрлено во мазут, во базен со мазут. Цело куќе беше потопено со мазут, ушите му беа потопени со мазут, значи буквално цело куќе беше потопено со мазут. Куќето деновите му беа броени. Но од самото наоѓање го бањавме, го прво што направивме се јавивме ветеринарот и со негови инструкции, ветеринарот од Скопје Марин, со негови инструкции пробавме нешто да направиме во Велес, но куќето мораше да биде во Скопје, поради тоа што цело тело беше потопено во азот, тоа беше имаше голем степен на уништени делови од телото. Тоа помина, кученцето го бањавме, го шишавме, ветеринарот беше два месеца. 2 месеца кученцето потполно се опорави, тоа е прво куќе што таква приказна завршила во Велес, прво куќе што како да кажам, прво куќе што не заврши во странство. Тоа е прво куќе што го вдоми Ана од Гевгелија и тоа куќе живее како нивен член на семејството, не им пречи тоа што порано било
бездомен миленик и било фрлено во мазут. Едноставно ме го променија животот, нема да го познаеме сега дека е тоа куче. Мислам, едноставно поинакво изгледа, поинакво се понаша, добива многу љубов. Секогаш кога тие ќе го остават на неколку минути само, значи тоа се само неколку минути, она се плаши дека веќе оставени, цело време ги следи по домот, заедно спие со нив. Едноставно тие кучиња мислат дека повторно ќе бидат оставени, цело време не следат. Може ми да ја земам за пример, таа цело време, значи дома ја кај долам или да испаднам, стои наврат и ме чека, мисли дека повторно ќе биде напуштен. Дали покрај овие пријатни ситуации што вие ги кажувате и споделувате, дали некогаш сте се нашле во некоја непријатна ситуација, како некој напад врз животните, да имате повик од граѓаните и така натаму? Да, сега па деновиве на Facebook е атрактивна и на велешките портали питбулот кој скаса питбул со сопственик кој скапа куче. И тука нели на велешките портали тоа куче треба да се убие, тоа куче е вакво, питбулите се вакви, питбулите се такви. Питбулите ги користат за борба, иако тоа е забрането со закон, уште кај нас тоа не е уште законот ќе кажам не се почитува толку. Питбулот во Америка го користат за бебиситер. Бебиситер го користат питбулот поради тоа што питбулот од самото раѓање таму не го тренираат, не треба кучето да тренира за кучето да биде мило со има питбул кој што буквално можеш да му брцнеш раката и да извадиш коска од устата. Значи питбул е мими во големо. Питбул е секој, мислам, питбул за мене не представува некоја агресивна раса, поради тоа што питбулите да бидат агресивни и да се борат, така ги тераат самите сопственици. Не е тоа до кучињата. Тоа друго имаше во Росома куче избодено со нож, закачено на ограда, избодено решетено со нож, и ето кучето имало бебиња во стомахот и тие били избодени со нож. Бев во поради тоа што секогаш да пријувам таков случај, имаме адвокат, кој што се консултирам со адвокатот што и како треба да пријувам јас. Бев во полиција, бев да пријувам, но таму не сака да го евидентираат случајот. И ќе кажам као ми рекоа, де девеа вратата, тука не можеш да пријавиш, те молам, тоа и тоа е. И тука требало да отидам во Росоман, ама тука пак се јавив на адвокатот и се по службена должност, уствари им докажавме дека треба тука да се пријави уствари тоа. Уствари ние сме тие што ја пред да отидам да пријавам нешто, не сакам да отидам така со празна глава, ќе седнам дома и ќе прочитам законот, што уствари законот мене ми кажува и кај смеам ја да го пријавам тоа. Ти не можам сега да отидам на полиција да прашувам кај да пријавам, поистото треба таму да пријавам. Така смешно да прашуваш на местото каде што треба да пријавиш, да прашуваш што треба да направиш. Најбо е претходно да се educираш и да знаеш што треба да направиш. Да. Че вашите активисти можете планини да поместат. Да, ако сакаме можеме да поместиме планини. Дека видиме едно од вашите мота по кој вие се Да, можам тука да споменам случката што меѓи пред неколку години. Пред неколку години имаше видено човек што уствари претепува маче, мало маче го мало од земја. Тоа бил старец, не знам, 60 години човек од 60 години, кој викаат двај оди, мачето фати го претепа. Тука имаше сведоци, случајот беше пријавен, иако таа беше измилувана од полиција. Таа го штампа законот и отиде во полицијата да им го покаже законот дека оние ствари треба да реагираат на тој закон. Реагира на законот, човекот го изнесува пред суд, човекот си плати парична казна и човекот одговараше кривично поради тоа што мачење, убивање на животно, труење на животни, тоа е кривично дело. Напуштање на животни исто е кривично дело и се канозува според кривичниот законник на Република Македонија. Во Република Македонија постои закони за животните. Постои закон за труење, постои закон за убивање, напуштање, за мачење на животно. Постои закон, но само тој закон треба некој да го почитува. Најверојатно не се доволно едуцирани граѓаните поради тоа. Па да, мислам дека највеќе граѓаните, највеќе во Македонија ни фали едукација на граѓаните. Фали масовна едукација. Точно. Да се разбуди свеста. Да. Еве се приближуваме кон крајот на нашиот разговор. Еден совет, еден апел да упатите до нашите гледачи и до сите оние кои што сакаат да чуваат домашни миленичи. По себе сакам да кажам, кога ќе земете миленик, знаете дека тоа е обврска на 15-16 години, не ги земајте кучињата да бидат само играчка во вашиот живот. Стерилизирајте ги вашите миленици, обратете ни се за помош, тука сме да помогнеме дали за домување на миленици, дали за стерилизација. Тука сме отворени со помош и со работка. Не напуштите миленици, стерилизирајте ги вашите миленици да добиеме град каде што ќе немаме бездомни миленици, ќе имаме безгрижна средина, ќе имаме безбедна средина, ќе немаме миленици, ќе немаме напуштени животни. Сите ќе бидеме среќни и задоволни. Заедно го можеме ние тоа заедно со граѓаните. Точно. Јас ти благодарам, Виктор, што ја прифати поканата да бидеш дел од нашето студио. Се надевам дека ќе ги реализирате сите ваши активности и дека повторно ќе реализираме средства. Благодарам и вас на поканата. Секој е добро, па се надевам понатаму ќе продолжиме да соработуваме. Точно така.